Чест ми е, задоволство ми е и пак да можам пак ја блокирам. Знаете зашто? За да не ве седнат вас на клупа, а капитенот на фудбалскиот тим да не ги испокраде парите. Знаете зашто? За втората фаза пругата кон Бугарија, за третата фаза пругата кон Бугарија, за Бехтел и Енка и за слични такви проекти. Да, ја тоа не го крием, горд сум на тоа. Знаете зашто? Зашто тие пари не беа испокрадени. Затоа што лоповите кои што преселуваат департмани во Министерството за политички систем беа спречени да го прават тоа. Знаете зашто? Заради тоа што компанија за производство на долна облека потпишавте договор да биде надзор на автопати. Ја од тоа не бегам ниту се крием. За тоа што имате направено вие во мојата општина, ве молам немојте. 14.000 гласа разлика е поразот кој што вие сте го направили. Ништо не сте направили. Апсолутно ништо немате направено. Ако сакате да ја спуштиме дебатата на тоа ниво, што направивте за општина Штип? Бевте и пратеник, министер и градоначалник. Колку е разликата таму помеѓу ВМРО и СДСМ? Ете, ајде да збориме екзактно во бројки. За другиве проекти кои што ги има. Ете ги почнаа се. Докаде е автопатот Кичев-Охрид и зошто не е завршен? Трасата да не е крива. Колучките да не се допроектираа. Знаете што, сега до 2026 година ќе се заврши. Дали пред некој ден вие ја видовте фотографијата каде што господинот Коце Трајановски асфалтира ноќе? Дали вчера ја видовте веста дека се набавени дополнителни адитиви за да може и зимно време да се асфалтира? Јасно? Па немаше, јас не видов. Ете, почна автопатите и со Бехтел и Енка. Ајде ве вас да ви кажам, вие сте барем писмен во однос на инфраструктурните проекти. Тука сум ги видел, тие не сум ги видел. А дали видовте таму можеби за пенали кон Бехтел и Енка? Видовте такви пари? Ги нема. А договорот сте го виделе за Бехтел и Енка? Кажете колку пенали требаше да исплатиме до сега. Или тоа нема да го зборуваме, така? Тоа нема да го зборуваме, ма ќе зборуваме за се. Волку сум направил, нолку сум направил. Јасна е работата. Во наредниот период ќе се завршат и тие автопати. И Скопје, Блаци, и Кичев-Охрид и ќе се отпочнат нови. Ќе се почне и со проект, еве наредната година за коридор 10 за брза пруга. Нема да идат со 20 км на час на распаднати мостови. Нема да има една локомотива и загубар. Ќе има брз коридор кој што ќе поминуваат над 1.000.000 тони транспорт. Тоа е разликата помеѓу нас и вас. Затоа вие не можете да ја разберете. Бидејќи ние кога создававме услови за да градиме километри автопати кои што по 1980 година за прв пат почнаа во времето на ВМРО ДПМН, вие кога имавте 7 години можност, знаете што правевте? На калкулаторите во канцеларијата удриравте на процентите и на еднаквото, за да им плаќате провизии на оние кои што ве седнуваа на клупи и кои што носеа мајци со коридорот 8, на кои што вие не можевте да им се спротивставите. Таа е разликата помеѓу нас. Благодарам.